Значи, Откровение 3 глава, ќе читаме од 14 до 22 стих. Откровение 3 од 14 до 22. Ова е пораката која што Господ Исус Христос преку апостолот Јован Богослов ја дава на црквата во Лаодикеја. И таму вели вака: и на ангелот во Лаодикејската црква напиши му: ова го вели Амин, верниот и вистинитиот сведок, почетокот на Божјото создание. Ги знам делата твои. Ти не си ни студен, ни жежок. Ода беше студен или жежок. Така, бидејќи си млак, а не жежок или студен, ќе те изблујам од устата своја. Зашто велиш богат сум и се збогатив и не ми треба ништо, и ништо не ми треба. А не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато низ оган прочистено, за да се збогатиш, и бела облека, за да се облечеш, и да не се гледа срамот на голотијата твоја, и со очна маст намачкај ги очите твои, за да гледаш. И сега некој ги рече: абе, ова се многу строги зборови, како може така па нели Господ е љубов и така натаму. Овој стих е многу важен, 19. Оние што јас ги сакам, нив ги карам и ги воспитувам. И така, биди искрен и покај се. И овој стих сега следниот многу често се користи за евангелизација. Кога ќе сакаш да го споделиш евангелието со некој и вика: знаете што пише во Светото писмо? Ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него и тој со мене. Овој стих не е пишан на неверници. Овој стих е пишан на луѓе што се верници, што исповедаат верата, што се можеби со години во црква, ама кои што престанале да практикуваат заедништво со Христос. Ова не е повик за спасение. Ова е повик за заедништво на некој што заборавил да има заедништво со Христос. Или не сака, или поради било кои причини не го прави тоа. 21 стих: на оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува Духот на црквите. Предпоставам дека ви е познат овој текст, особено тој 20 стих кај што вика: стојам пред вратата и чукам, или исто така е познат оној дел кај што Исус вика: не си ни жежок, не си ни студен, млак си, заради тоа ќе ти излом од својата уста. Ама многу кратко во однос на Лаодикеја. Лаодикеја како град е, барем според историските записи, е основан од страна на човек Антиох, кој се вика Антиох II, и го дал името Лаодикеја по неговата сопруга, тука го имам запишано нејзиното име, Лаодила, која што патем кажано со македонско потекло. Историјата вели дека после некој време си оставил оваа жена и се нашол друга жена. И одеднаш Антиох II го нашле дека бил мртов. И многу историчари сметаат дека македонкава го отрула. Не се 100% сигурни, ама големи се веројатни се дека тоа се десило како знак на да му врати, да му се одмази за тоа што ја оставил и си нашол друга жена. Не знаеме кога била започната црквата и која започнала црквата во Лаодикеја. Устното предание има некои идеи, ама конкретно не е запишано во Светото писмо. Она што знаеме е следново: во првиот век, ова е крај на првиот век, во првиот век во Лаодикеја имало црква која што според тоа што го прочитавме до сега се наоѓала во сериозни духовни проблеми. Господ Исус, стих 19, заради љубовта вика: оние што јас ги карам, оние што ги сакам, јас нив ги карам. Заради љубовта кон нив им вика: евеа твојата духовна состојба. Евеа каква е реалноста, ти го кажувам ова, не да ти кажам готово е со тебе, туку дава можност, дава шанса, вика: и така биди искрен и покај се. Се додека човек е жив, кога Господ не опоменува за нашите гревови, за нешто кај што имаме некаков недостаток, идејата не е Господ за трајно и конечно и финално да не осуди, и тоа е тоа. Туку идејата е: жив си, имаш време, покај се, сврти се, избери друг пат. Во проповедник се вели: подобро е, вика, живо куче отколку мртов лав. Со други зборови, додека си жив, каква и да е состојбата, подобро отколку да си мртов. И лав да си, ако си мртов, готово, тоа е тоа. Ова зашто го кажува Христос? За да ги повика назад кон себе, да се покајат. И јас верувам дека ако ние внимателно слушаме, ќе има што да научиме и ние денес за нас. И сега, тие 7 цркви
Господ Исус на секоја од 7 цркви им и се објавува на поинаков начин. На некои вели јас сум тоа, јас сум тој, јас сум и на црквата во Лаодикеја вели ова го вели Амин, верниот и вистинитиот сведок и вика почетокот на Божјото создание. И оваа фраза почетокот на Божјото создание можеби најконтроверзната од сите Христови објави во ова откровение. Затоа што имате религиозни групи како што се јеховините сведоци и муслиманите кои што викаат гледаш Христос не е создател, туку он е создание. Он е почетокот, првото Божјо создание. Правоверното христијанско учење вели вака: Христос е Бог и Христос е создател. Евангелие според Јован, глава 1 вика во почетокот беше зборот, и зборот беше со Бог, и зборот беше Бог, и потоа вели дека се настана преку него. Вика од ништо од тоа што постои што е создадено, не се создаде освен преку него. Ама некои ќе речат, а видиш тука пишува почетокот на Божјото создание. Значи, има ли Христос почеток? И некои ќе речат, има Христос почеток. Да не навлегувам во таа дебата, бидејќи не е главната поента на овој текст или на денешната проповед, ама старогрчкиот збор кој што се користи како почеток е зборот архаи, што не значи прв, може да значи некој пат прв, а може да значи и причината за се останато. Во овој контекст е Христос е почетокот на се што постои, не почетокот од се што постои, туку оној преку кој што се што е создадено. И како и на другите 6 цркви им вели, ги знам делата твои. Знаете, кога Бог ќе ви каже ги знам делата твои, не е секогаш баш најпријатна идеја. Бидејќи го знае тоа што го знаат луѓето и тоа што го фалат луѓето, и го знае тоа што луѓето не го знаат и ние никогаш не би сакале да го дознаат. И тука им вели, после тоа вика, ти не си ни студен, ни жежок, ода беше студен или жежок, така бидејќи си млак, а не жежок или студен, ќе те изблујам од устата своја. И кога прв пат слушнав толкување на овој текст, има поише од 13 години можеби, не се сеќам кој беше проповедникот, ама знам дека таа беше идејата. И да се сеќам, нема да го кажам сега, тама на работа. Вика, што значи ова? Ова значи следно, дека кога Христос вели не се ни жежок ни студен, им вели не се ни посветен, не се ни непосветен, туку си млак и си полупосветен на мене. И идејата е, иди биди скроз со мене, или биди скроз со мене, или немој да биде со мене, ама немој на средината, молам, не сакам јас полупосветени верници. Вистина е дека Бог не сака полупосветени верници. Туку уште на почетокот мора тоа да го кажам. Ама тоа не е поинтата на овој текст. Не вика, таман работа Господ вика или вака или така. Он не ти вика, дојди кај мене. Бог не ни вика нешто, ако си посветен, ако не си, нема врска. Битно, одлучи се. Не, Исус вика, одлучи се за мене. Поинтата на овој текст, или на овој совет, или како и да го наречеме, да беше жежок или студен, или желба Христова, ако може да кажеме, е следнава. И е поврзана со локацијата, со инфраструктурата на градот Лаодикеја во првиот век. Градот Лаодикеја бил еден од најбогатите градови во тој дел од светот во време на Римската империја. Имале многу природни ресурси, ама им фалил еден природен ресурс. А тоа било вода. Немале близок извор на вода до самиот град. Ево историски факт. Што направиле? Знаете, во римско време, кога немаш вода во самиот град, кога има вода, например, во соседниот град, она што се гради кај нас во Скопје го имаме ден денешен е аквадукт. Начин како да се донесеш водата до твојот град. Најблискиот извор на вода, или тој што најмногу им одговара на луѓето во Лаодикеја, бил извор на вода во еден град кој што била жешка вода. И рече, супер, жешка вода, дај што даш, ќе направиме еден аквадукт, ќе се донесеме водата од таму. Го направи тој аквадукт и идејата била супер. Знаеш што, од комшиите ќе си земеме вода, ќе си имаме во секој време ќе си имаме извор на вода. Ама во пракса не функционирало тоа баш така како што било замислено. Во пракса било ќе ја земат таа жешка вода од таму, ќе ја донесат и додека да дојде кај нив, во нивниот град, веќе станува млака. И млака вода до ден денешен, освен за миење садови, за ништо друго не се користи.
Што користите дома млака вода? Скоро за ништо. Така, жешка вода, ќе речеш, ќе се направам чај, ќе се направам кафе, нешто ќе направам. Жешка вода се користи каде? Во бањи се користи за лекување, така. Ладна вода, ќе речеш, жешко ми е, ќе земам, ќе се напијам ладна вода, малку ќе се освежам. Ама млака вода нема некоја корист од неа. Бесполезна е. И затоа Христос кога вели не си ни жежок, не си ни ладен, туку си млак, он зборува за нешто кое што им било познато на луѓето во Лаодикеја во тоа време. Нив им било познато колку е бескорисна млаката вода. Сега и двајцата ќе ги збркаме. Не само син, ми ќе има кој да му прави друштво. Млака вода нема полза од неа. И Христос вели, знаете што? Вие како црква, и вели на црквата во Лаодикеја, моментално сте како таа млака вода од која што вие сте разочарани кој ќе ви дојде кај вас. Нема полза од вас. И ова се тешки зборови. И Христос не им вели камо да бевте посветени или не посветени, туку камо да бевте корисни. Камо да бевте жешки, да како жешка вода, која што ајде речеме се користи за лек, на бањи се користи како лек, да ги излечи луѓето, во духовна смисла да бидете лек за нивните души. Не сте. Камо да бевте ладни. Ајде ладна вода се користи за освежување. Камо да донесевте освежување на душите на луѓето и во црквата и надвор од црквата. Ни тоа не сте. Вие сте млаки. И млакоста е еден од најголемите проблеми на црквата од првиот па се до 21 век. До ден денешен. Ова не е само црквата во Лаодикеја, кој знае колку биле тие за никаде, затоа им вели дека се они млаки. Не. Ова верувам дека првично е слово за црквата во Лаодикеја, ама е слово за Евангелска соборна црква во 2025 година тука во Скопје, каде што се наоѓаме сега. Секоја црква може да биде млака црква. И млака црква не е црква која што ставила клуч на врата и ќе рече, овие порано се собираа, па сега веќе не се собираат. Не, млака црква е која што редовно се собира. Редовно си има и своји собири, и своји богослужби, и своји активности, и детски, и младински, и женски, и машки часови, секакви си ги има. Ама нема некоја полза од неа. Нема некоја фајде од неа. Многу работи се сведуваат на форма. Дури да кажам, ако утре ја снема таа црква, ако утре се затвори таа црква, на никој нема да му фали наоколу. Зошто? Веќе е млака. Веќе нема некоја полза, нема некоја корист од неа. Да, луѓето кои што доаѓаат и се дел од неа, можеби ќе им биде интересно, во недела ќе дојдат, ќе се видат, ќе се поздрават и така натаму. Ама млака црква е црква која што не носи промена во животите на оние кои што се дел од неа. И сега, ако ќе речам млака црква, тоа може да звучи така некој многу општо, абстрактно, не можеш да му најдеш ни почеток, ни крај. Млака црква која што е составена од млаки верници. Така што не може само да бараме некаде таму, каде сега вината, па каде да се мислиме. Не. Каква е духовната состојба на верниците, кои што се дел од црквата, таква ќе биде духовната состојба и на црквата. Секој од нас придонесува во духовната состојба, квалитет и атмосфера на заедницата на која што припаѓаме. Значи, млака црква без млаки верници не може. Не може да постои. И затоа ова примена може и мора да сведеме на лично ниво. Да се приспитаме. Дали може би моментално во животот се наоѓаме во период на млакост, каде што да, јас си одам во црква и може би читам Библија, може би знам да цитирам некои стихови, си имам стаж во црквата. Ама луѓето околу мене немаат некој големо фајде од мојата вера. Млак верник е верник кој што сите овие работи ги прави, може би практикува одредени духовни активности, ама домашните, роднините, пријателите, колегите немаат некој фајде, немаат некоја полза од верата на тој човек. Ја не дојдов денес да ви кажам такви сме сите или што и да е, туку само како што вела да ви ставам еден камен во чевело да ве боцка малце, да има на што да размислувате, да се приспитаме. До каде сум во мојот од со Бог? Каква е мојата вера? И оно што мора да го имаме на уме дека кога Христос ги кажува овие работи, не ги кажува како една конечна дијагноза на која што нема лек. Туку вика, може да се покаеш, можеш да бидеш искрен, можеш да се вратиш назад. Вика на некој што победува. Значи не вие сте за никаде, вие сте губитници, жал ми е, тоа е тоа. Не, еве дијагнозата,
Ами еве терапијата. Христос никогаш не дава диагноза без терапија. Ако тако си шо ти правам се. Како ќе си останеш? Не. Има можност за подобрување, има можност за промена и за покаяние. Од ова што го гледаме, предпоставам го добивате вие тој впечаток е дека Христос е доста сериозен во однос на оваа духовна состојба. Не е као млаки сте се, ајде нема врска тоа. Не. Нема да ја трпи долго таа состојба. Ниту кај верникот, кај поединецот нема да трпи, ниту кај црквата. И затоа вели покај се. И затоа верувам дека е потребно, знаете, она е многу позната молитва во Псалм 139 на царот Давид, кај што вели Господи, испитај ме. Испитај ме и покажи ми дали има некаков грев, дали има некакво зло во мене и помогне ми да тргнам по патот на вечноста. Многу е лесно кога човек ќе слушне ваква порака и јас признам дека сум склон да речам, не се однесува на мене. Јас млак, не. Може би за некој други, он ма се сеќам, а да, тој, таа и тоа, они се млаки, ова е за нив, оваа порака, ќе ми ја пуштам, линкот ќе им го пуштам да се ја слушнат. Ама, нема ништо лошо, речеме, Господе, покажи ми, може Господ рече, не си таму. Жижок си, ладен си, курисен си, има полза од тебе, може уште повеќе да растеш, ама добро пат си тргнат. Ама ова е опасна молитва, Господе, покажи ми, Господе, испитај ме, ама е молитва која што може и ќе ја кажуваме, верувам, за наше добро. И другиот проблем кој што црквата во Лаодикеја го имал, и тука ќе биде нагласокот на днешната проповед, е од стих 17, каде што вели, зашто велиш, богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. И повторно, овие зборови се делумно поврзани со се поврзани со историјата на градот Лаодикеја. Овие зборови ни ги добиваат некаде според христијанското верување, некаде во 90-тите години од првиот век, преку Јован, преку апостолот Јован. 30 години предходно, историјата вели дека Лаодикеја во таа област од Турција имало сериозен земјотрес и Лаодикеја била доста срушена. И Римската империја се понудила финансиски да го помогне проектот на реизградба на самиот град. Ардново лаодикејците биле буџовани. Имале доста пари. И они вика, знаете што? Чувајте си ги парите, ние си имаме пари, имаме кеш, ќе си го изградиме градот, не мора да се трошите. И си го изградиле градот со нивни финанси, со нивни пари. Значи, самиот град, сите во градот викаат, богати сме. Имаме се, не ни треба ништо. 30 години подоцна црквата вели, богати сме, не ни треба ништо. Со други зборови, светот навлегол во црквата. Она што светот го вреднува, како, ова е најважното, дека имаме пари, дека ако имаме пари, нас ништо друго не ни треба, со тек на време, малку по малку тие световни вредности си влегле во црквата и од денеш христијаните викаат, имаме пари и тоа е се што ни треба во животот. Богата црква сме. Може да финансираме програми, може да си купиме, сега, не во тоа време нема вакви инструменти и така натаму, се што сакаме, се можеме да си купиме, имаме пари, нас ни е таман. Наместо црквата да го евангелизира светот, светот евангелизира црквата и од денес црквата станува иста како светот. А црква која што иста како светот, не може да го промени. Таа веќе е променета. Се промениле улогите. И тоа е една од причините зошто млакоста влегува во црквата. Затоа што црквата го има прифатено светот. Црквата ги има прифатено вредностите на светот. И со тек на време нема разлика помеѓу тие што се надвор таму и тие што се внатре тука. Со тек на време нема разлика помеѓу светото и световното. Нема разлика помеѓу семејството кое што секоја недела во црква и тоа кое што иде само за Божик и за Великден, а може би не иде воопшто во црква. Зошто? Бидејќи сме му дозволиле на светот со неговите вредности да влие на тоа како си го водиме животот. И советот на Христос е те советувам да си купиш од мене злато низ оган прочистено, да се збогатиш и бела облека за да се облечеш и да не се гледа срамот на голотијата твоја и со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш.
Сега, зошто баш злато, волна и очна маст? Повторно, поврзано историски со градот Лаодикеја. Историјата вели дека имале доста развиен, примитивен, може го според со нешто, ама банкарски систем. Дека се произведувала многу квалитетна волна и дека имале доста добра, позната очна клиника за лекување на очите. И во тоа време луѓето во Лаодикеја велеле, богати сме, имаме пари, имаме злато, гледај каква волна произведуваме, гледај каква очна клиника имаме, ние сме нешто. Ние сме важни. И Христос си вика на црквата, почнавте да ги вреднувате работите кои што ги вреднува светот. И вика, купи си од мене злато, се разбира, не станува збора за буквално злато. Купи си од мене облека, купи си од мене очна маса, други зборови. Не го вреднувајте материјалното на тоа ниво. Не го вреднувајте тоа што светот го вреднува така што го вреднува. Дојдете кај мене, вика, голи сте вие. Срам, вика, голотијата своја да ја покриеш. Срамота е црква така да се однесува и така да размислува и така да биде водена. И Христос вели, немојте да ги вреднувате оние работи кои што светот ги вреднува. Повторно, опасност за секоја црква, опасност за секој поединец, опасност за секое семејство кое што е во црквата. Да бидеме тука, да бидеме присутни, ама срцето да ни е во светот. Да доаѓаме, да пееме, да даваме доброволен прилог, можеби некој да се вклучиме во служба. Ама сепак, кога ќе излеземе од оваа просторија, светот да го диктира нашето однесување, светот да го диктира нашето размислување, она што го вреднуваме, она што го сакаме, она кон кое што копнееме. Затоа вели Христос, назад кај мене вратете се. Буквално ова е повик за вратете се назад кај мене, забегавте. Забегавте, дозволите светот да влезе во вас. И вели, овој дел е интересен и ќе ви кажам што е поентата се на сето ова и зашто размислуваме најмногу за овој дел од писмото. Вика, велиш богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. А не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Христос како да вели на црквата во Лаодикеја, немаш соодветна слика за себе. Вие мислите дека сте нешто. И си имате поставено така, да, ние сме богати. И Христос им вели, не знаете, не сте свесни какви сте на вистина. Немате реална слика за себе. И ова е главниот дел на кој што сакам да посветиме внимание. Минатиот пат кога проповедав пред 2 години на оваа проповед беше повеќе нагласокот на не се ниту жежок, ниту студен. Ама сега само малце го поминавме тоа, чисто да го објасним. Ама пред отприлика година дена почнав на моето тело да забележувам дека ми излегуваат некои флеки, тука кај ушите, кај раката, кај ногата. Секам, ова е симптом, е знак на нешто, ама не знам на што. И дома што ќе најдеш некоја природна крема, ќе се намачкаш, ќе речеш, абе ќе поминува, нема гале. Мачка не поминува, колку и да мачкаш, тоа дури се појавуваат нови. И како што е случајот со снимањето на проповедта, се одолговлекува одење на дерматолог, ќе отидам, ќе се проверам. И пред месец дена, буквално беше 30 април беше. Да, сине, да. На 30 април викам нешто, идам на дерматолог и тоа е тоа. Идам на дерматолог и диагнозата беше дадена многу брзо и многу едноставно и вика станува збор за псоријаза. И сега вие што знаете за псоријаза е дека тоа е психосоматско заболување кој што е поврзано со што ти се случува внатре, овдека. Да не кажам во душата што се случува. Ако тука нешто има, некој стрес, некаква нервоза, некакви постојани притисоци, кај некои луѓе избива вака. И јас сум еден од тие луѓе. До 30 април 2025 година да ме прашавте, било кој од вас да ме прашаше како ти е во животот, имаш ли стресови, имаш ли, не знам, некакви проблеми, нешто такви работи, ја ќе речев, стресови немам, нервози немам, фала на Господ, не е совршен животот, ама фала на Господ, добро е. И на 30 април бев соочен со нешто кое што длабоко во себе можеби не сум сакал може да го признам, не сум сакал може да му посветам доволно време да го размислам, а тоа е дека дечко ти имаш стрес.
Жената ме праша, докторката, од што ти е стресот, така натаму, си викам, ја не сметам дека имам стрес. Ама телото покажува нешто друго. И од тогаш наваму не можам да не размислам на зборовите велиш богат сум, а ствари се сиромав. Велиш немам стрес, се е во ред, а всушност не е баш така. И пак ќе кажам, се надам дека ова не е сега само на Никола нешто му се случува и сега он тука се излива душата пред вас. Верувам дека ова е релевантно за секој еден од нас. Бидејќи секој еден од нас има слика за тоа каков е. Јас сум ваков како личност. Ова се мои јаки, ова се мои слаби страни и така натаму. И таа слика која што имаме за себе си, во некои аспекти ќе биде точна, ама во некои аспекти ќе си се убедуваме себе си во нешто што не е така. Свесно или несвесно, кај мене стварно беше како, не дека јас викам, не дека колку стрес имам, ама не пред луѓето ќе ставам маска и ќе речам, не бе, јас ставам на работа, јас стрес да имам. Не, стварно сметав дека немам стрес во животот. Можем некој таму во позадина си работел и си викам, не, тоа може би биде притисок од работни одговорности и така натаму, ништо повеќе од тоа, ништо повеќе од тоа. Ама таа слика која што си имаме за нас, некој пат ќе биде искривена, некој пат ќе биде изопачена под дејство на гревот, под дејство на нашата тврдоглавост, под дејство на нашата негрижа или немарност и така натаму. И во Евангелието според Јован глава 1 стих 14, апостолот Јован вели дека Христос кога дојде, Словото кога дојде на оваа земја, дојде полн со вистина и благодат. Вистина за да не соочи со тоа какви сме и благодат да не промени. Ама вистината е тука. Христос не соочува, овој текст кој што го читавме сега е полн со вистина и благодат. Христос ги соочува со вистината, а им дава благодат да се променат. И Бог мене ми покажа преку докторка, што Бог да ти проговори преку доктор, мислам, преку се може да проговори, ама не очекував дека така ќе ме соочи со нешто кое што го има длабоко во мене. Ама Бог не соочува со тоа што го има длабоко во нас и со тоа што или го негираме или сметаме дека не е воопшто таму. Со таа искривена слика за самите себе си. Има многу креативни начини на кои што Бог го прави тоа. Прво е писмото, ќе го прочиташ и Бог првично пресведочува преку неговото писмо. Пресведочува преку неговиот свет дух. Пресведочува преку неговиот народ. Некој пат ќе седнеш со некој, ќе разговараш, ќе ти каже некоја работа и си викаш така е. Некој пат ќе дозволи некоја криза и преку таа криза ќе го исползува својот свет дух за да ти пренесе некаква порака. Ама во сето тоа, она што е важно да го имаме на ум е дека Бог ова го прави, вика, оние што јас ги сакам, нив ги карам и воспитувам и така биди искрен и покај се. Јас сметам дека нема стрес. Очигледно дека го имам. Некој ќе рече, јас сум трпелив човек. И една колона ќе ти покаже дека не си баш многу трпелив. Или една редица во супермаркет, кај што, ајде, вика, нова каса отворете и така натаму, не можам да... Некој ќе се рече, јас сум многу мирен човек. Мирен си додека не ти застане некој на жулј, па ќе видиш дали си мирен. Преку таа околност Бог ти покажува дека ти мислиш дека си мирен, ама... Или јас му верувам на Бога. Имам цврста вера во Бог. Си ја почитуваме така натаму и ќе дојде некоја криза и сваќаш дека повеќе се потпираш на себе, отколку на Бога. Повеќе на својата мудрост, на својата логика, на луѓето кои што ги познаваш, дај да се јавам на некој, отколку да речеш, дај ќе се помолам да видам Бог што има да направи во нас, во однос на оваа ситуација. Преку тие околности Бог не соочува, знаете, како да ни става едно огледало. Еве, види се. И кога одиме пред огледало, не се гледаме само за да се видиме, се гледаме за да се поправиме, нешто да направиме во однос на тоа. Кога Бог става огледало пред нас, секој пат е за да ни покаже каде грешиме и за да ни помогне да се поправиме. Овие околности се прилики, кај што Бог ни кажува, ти велиш, 3 точки, ама реалноста е 3 точки. И може би некој од вас моментално не се наоѓаат во такви околности, ама верувајте, кога тогаш Бог ќе ве стави во таква ситуација и тоа го прави затоа што ве сака. Он како да вели, знам дека ве карам, знам дека ве воспитувам, ама ве сакам.
Кога Христос ќе те соочи со некој грев, со нешто што не остасува во твојот живот, со некоја несоодветна слика за себе си што имаш, или како ја што имав. Искрено, мене ми беше многу тешко да слушам дека е станува збор за некоја болест, која што е поврзана со, кога ми кажа докторката дека има оваа псоријаза, мене не ми беше тоа само диагноза во однос на телото. Мене ми беше духовна диагноза. Обично за духовна диагноза одиш во црква. И јас ја дојдов кај доктор духовната диагноза, кој што не лекува ни душа, ни дух и така натаму. Бог си најде начин, доста креативен начин, да ми рече: Никола, ти велиш дека си, јас ти велам дека не си баш. Или ти велиш дека не си посрез, јас ти велам дека дојди назад кај мене, приспитај се, ја да работиме на тоа. Тоа е поинтата на ова писмо кое што Христос си го праќа на црквата во Лаодикеја. Еве вашата духовна состојба, еве што може да се направи во однос на тоа. Вика: биди искрен и покај се. Јас сум сигурен дека и на христијаните во Лаодикеја воопшто не им било лесно и пријатно да ги слушнат овие зборови. Некој ти рече: беден си, гол си, за никаде си, млак си, да не кажам скоро се најлошо. Ама најлошо затоа што им го посакува најдоброто. Затоа што сака да се понизат, да се соочат со реалноста и да му дозволат на Христос да ја промени таа реалност. И знаете, Христос зборува тука за победа, на оној кој победува. И во христијанскиот живот, и во овој случај, во христијанскиот живот, многу често победата започнува со признавање на пораз. А тоа да кажеш дека да, не сум баш во добра состојба. Да, ова ми се случува. Парадоксално звучи, ама така е. Победата започнува со признавање на пораз. Победата започнува кога ќе го оставиш оружјето и ќе речеш: толку од мене. Боже, ти почне да действуваш во мене. И оној стих 20 стих: ете, стојам пред вратата и чукам, е повик за заедништво. Јас верувам дека многу духовни проблеми во животот на верникот се решаваат со заедништвото со Христос. Он вика: ако некој ја отвори вратата, го чуеме да се отвори вратата, ќе имам заедништво со него. Не заедништво со него само во недела сабајле, ајде ќе се собереме сите. Не, Господи, ти давам дел од мојот ден, кај што седнувам, го читам твојот збор, се молам, медитирам врз твојот збор, те славам, тихувам некогаш пред тебе, ама ти зборуваме на моето срце. Тука Христос не соочува и тука Христос не менува и тука ни дава сила да не го правиме тоа кое што му е спротивно неговата волја, да живееме согласно неговите зборови. Преку тоа време кое што му го даваме на Бог, преку тоа заедништво, ние всушност се отвараме за неговата љубов која што простува, а исто така и за неговата сила која што не менува.